Добре дојдовте во темата на неделата. Проблемот со загадениот воздух, особено во зимските месеци, станува алармантен. Не само во Македонија, туку и во другите држави во Европа. Кои мерки треба да бидат превземени како приоритетни? Европските градови се повеќе стануваат како кинеските. Загадениот воздух зема данок во човечки животи. Граѓанските протести и апели за почист воздух се потиснати од индустрискиот напредок и желбата за брза заработувачка. Затоа Европската комисија почна да прозива земји членки на Унијата кои ги игнорираат стандардите за квалитетот на воздухот. Европската комисија е во состојба на тревога и веќе предупреди неколку земји членки на Европската унија дека ќе се соочат со казни доколку продолжат да ги игнорираат стандардите на Унијата за квалитетот на воздухот. Комисијата соопшти дека загадувањето на воздухот предизвикано од издувните гасови на автомобилите, индустријата и земјоделството е причината за над 400.000 предвремени смртни случаи секоја година. Загадувањето предизвикува астма и други респираторни проблеми и резултира со високи трошоци за здравствена заштита и со изгубени работни денови. Кармен Увела, член на Европската комисија задолжен за животна средина, поморство и рибарство, изјави дека некои земји се уште не ги исполниле стандардите поставени за 2005 и 2010 година. Deadlines for meeting the legal obligations have long elapsed. And some say we have waited already too long. But we can delay no more. Иако тој не ги именува земјите, во Брисел беа повикани представници од Чешка, Франција, Германија, Унгарија, Италија, Романија, Словачка и Шпанија. Inaction has consequences. It has consequences for citizens and the polluted air that they breathe. Member states have responsibilities to act. Inaction also has legal consequences for the member states in question. И на Балканот се повеќе расте свеста за загадувањето на воздухот. Сараево, Тузла и Зеница страдаат од слични нивоа на загадување. Деновиве во Приштина беа одржани протести. Таму загадувањето е главно од две термоцентрали во предградието на Приштина. Косово ги има 5 најголеми резерви на лигнит во светот и се потпира врз јагленот за производство на енергија. Многу домаќинства го користат за грејење, бидејќи тоа е најевтиното гориво на располагање. Sot kemi dalë me tregu revoltën tonë kundër pa interesimit të madh të institucioneve për ajrin që na rrethon. Me bërë një farë krahasimi midis Kosovës dhe Kinës, na pa para shumë kohë kena pa disa njerëz në Kinë që kanë marrë një mas më për nëse kena ditë. Kështu që çat mas kanë një të desh me marrë edhe na qytetarët e Prishtinës këtu në Prishtinë para shumë kohës. Неодамнешната студија на Алијансата за здравје и животна средина откри дека 16 фабрики на лигнит во поранешна Југославија испуштаат исто толку загадување како и сите 296 термоцентрали на Европската унија. Неколку градови во Македонија, меѓу кои и Скопје, во зима се едни од најзагадените во Европа. Сепак, иако свеста за овој проблем е се поголема, на протестите за чист воздух одзивот е слаб. Надлежните за сега само со краткорочни мерки се обидуваат да го облажат проблемот, но без некој позначаен успех. Борбата против загадениот воздух треба да се води постојано, а не само кога состојбата е алармантна. Владините мерки против загадувањето во првиот месец од годината беа активирани 2 пати по неколку денови. Не достигаат стратегиски долгорочни решенија, велат екологисти. Ниту протестите не се покажаа како ефективни, па последниот беше слабо посетен. Главните мерки ние ги кажуваме со години. Сообраќај, индустријски капацитети да се задоволат индустријските капацитети, градежните објекти да престанат со работа во овој временски период. Тие најавуваат мерки како што се бесплатен јавен градски превоз, тоа не е мерка, тоа е препорака. Бесплатен јавен превоз, ослободување од работа на бремени жени и болни луѓе, реорганизирање на работното време за оние кои работат на отворено. Повеќе инспекцијски контроли на градилиштата и на индустријските капацитети се дел од мерките против аерозагадувањето кои ги усвои новата влада.
но тие се активираат само доколку 2 дена поред на 2 мерни единици ќе се измерат концентрации од над 200 микрограми штетни честички во воздухот. Во јануари во Скопје имаше денови кога беа измерени високи концентрации на загаденост кои достигнува и до 600, што е за 12 пати повеќе од дозволените 50 микрограми штетни честички. Дел од постоечките мерки е и препорака со помал капацитет да работат индустриските објекти, а со намален капацитет работи и депонијата Дрисла. Додека се чека новата печка, депонијата и натаму го гори медицинскиот отпад во печка која не ги исполнува еколошките стандарди. Од владата најавија дека размислуваат за дополнување на сетот мерки за намалување на загадувањето на воздухот. Неколку еколошки организации пред неполна година до новата влада упатија план за управување со загадувањето. Посериозно можеби почна да се решава проблемот, но сепак не со она брзина или со оние барања, вкупно остварување на барања кои што ние ги имавме како граѓански сектор генерално. И не зборам само за мојата организација, него и за другите групи на организации кои што исто така дадоа допринос кон решавање на проблемот со загадувањето. Ние очекувавме многу повеќе. Анализите покажуваат дека на скалата на најголеми причинители на загадувањето се затоплувањето на домаќинствата, индустриските капацитети и сообраќајот. Тоа беше се во ова издание на темата на неделата посветено на аерозагадувањето во Европа и во Македонија. Нашите содржини можете да ги следите и на YouTube, како и на социјалните мрежи. До гледање.